Блокираната сметка и гигантските долгови не ја спречуваат општината Охрид да троши огромни суми пари по ресторани и кафеани. И покрај долговите од околу 25 милиони евра, општината потрошила 18.000 евра за јадење и за пиење во последнава година, откако градоначалникот Јован Стојановски дојде на функцијата. Во просек за ресторани и кафеани се трошеле по 50 евра дневно. Според фактурите кои ги има Макфакс, се јадело и пиело само во 6 ресторани, најмногу во хотелите Милениум, Нова Ривиера и ресторанот Острово. Просекот за еден ручек или вечера е над 350 евра. Владата на СДСМ ветуваше поскромно трошење по ресторани и кафеани, но очигледно тоа не се однесуваше и на некои градоначалници, па така сметките што ги правела општината Охрид за јадење и за пиење достигнуваат и до 2400 евра за кетеринзи, а има и фактури од над 1000 евра. Од потрошени 18.000 евра за една година за јадење и за пиење, општина Охрид не испрати фискални сметки само за третина од потрошеното, односно за 6.000 евра. Од овие пари 1800 евра биле потрошени на алкохол. Се нарачувало виски, пелинковец, коњак, пиво, жолта ракија и скапи вина. Градоначалникот, службениците и гостите на општина Охрид за жестоки пијалоци потрошиле повеќе од 900 евра. Околу 850 евра за вина, а најмалку се пиело пиво, за што се потрошени 76 евра. Во друга прилика со делегација од збратимените градови се испиле 44 ракии, 24 пива, 34 вина, 10 узе и коњаци. Во друга прилика само за риби и рибни специјалитети се потрошиле речиси 600 евра. Коктелот за патреонот на Охрид е платен над 1600 евра. Ручекот со членови на делегација од збратимени градови 1000 евра. За оброците на пејачот Сергеј Четковиќ кој настапуваше во Охрид платени се речиси 400 евра, а плаќани се пари за гоштевањето на представници од Охридската архиепископија кои јаделе комати, ѓомлезе, пастрмка и испиле и 5 вина, пива и ракии. Но ова е само мал дел од фактурите. За останатите не добивме одговор кој се гоштевал низ охридските ресторани. Сите фактури се одобрени за плаќање од градоначалникот Стојановски. Тој вели дека Охрид е центар за манифестации, дека постојано доаѓаат гости. Градоначалникот во телефонска изјава уверува дека ниту една сметка не е направена за негова лична потреба или за потреба на вработените во општината. Сметката на општина Охрид е под постојана блокада од 2005 година поради неисплатени долгови. По објавите за луксузното трошење на претходната власт по кафеани, СДСМ жестоко реагираше. Се донесе правилник за трошењата во министерствата, но не и за општините. На совеста на секој градоначалник е оставено дали ќе се луксузира со скапи вина и специјалитети или пак поскромно ќе ги троши општинските пари, особено во време кога општините се соочуваат со милионски долгови и блокирани сметки.